Новинарот Ларис Гајсер, кој ги објави видео и аудио материјалите за случајот Рекет, во денешното интервју за италијанското радио Каподистри откри дека се стравувало дека ќе исчезнат доказите, па затоа јавно ги објавиле. Според новинарот, материјалите разоткриваат системска политичка и судска корупција, а кога ги објавил очекувал дека лицата чии гласови се слушаат во снимките ќе негираат дека се работи за нив. Не спиев од страв дека луѓето од снимките ќе негираат дека се тие, нешто што е сосема легитимно, но сите признаа дека се работи за нив. Коментирајќи вчерашната пресконференција на председателот Стево Пендаровски, новинарот вели дека таа била чекор со кој председателот се дистанцира од премиерот. Гајсер оценува дека премиерот Заев во најскоро време треба да биде сменет, и тоа бидејќи нема политички кредибилитет и дека Македонија го смени името како подарок за Грција. Јас мислам дека Заев е проблемот, а не решението. Ова значи дека Македонија во овој момент, од меѓународна гледна точка, има премиер кој прави штета на земјата. Тој треба да се смени што е можно побрзо. Гајсер тврди дека се креира матично сценарио за да се стави пречка на Македонија до патот на Европа и североатлантските интеграции. Инаку досега во Ла Верита беа објавени 3 тури на материјали, на кои се слушаа гласовите на бизнисменот Орце Камчев, на Бојан Јовановски Боки 13, како и на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. За Гајсер индикативно дека во Македонија има исполитизирано судство и постапката на шведската влада која одби екстрадиција на македонски државјанин уапсен во Шведска, и тоа по потерница од Интерпол заради вмешаност во настаните од 27 април, и тоа со образложение дека за овој предмет не се води фер и законски основана постапка.